Ке поскапат кредитите за граѓаните и фирмите. Народната банка повторно ја зголеми основната каматна стапка за 0,25% поени од 1,5 на 1,75%. За неполни еден месец ова е втора корекција нагоре. Со оваа мерка Централната банка се обидува да ја заузда галопирачката инфлација, која во април достигна 10,5%. Од НБМ информираат дека понудата на благајнички записи останала иста, односно 10 милиарди денари. Од банката признаваат дека ваква реакција била неопходна и покрај опасноста дополнително да забави растот на економијата. Одлуката за натамошно затегнување на монетарната политика се заснува врз оцените дека увозните ценовни притисоци се подолготрајни и посилни, што создава одредени преносни ефекти кај повеќе ценовни категории и делува врз инфлацијските очекувања. Од тука и потребата од монетарна реакција и покрај надолните ризици за економскиот раст и за домашната побарувачка. При првото поместување на основната камата, некои аналитичари беа оптимисти дека промената е минимална и дека банките нема да ги поскапат кредитите, но сега велат тоа е неминовно. Според нив, неопходни се дополнителни интервенции во борбата со инфлацијата. Препорачаа монетарната и фискалната политика да бидат координирани како би се убложил ценовниот шок за граѓаните и бизнисите. За мене опасноста од стагфлација е реална и да не речам ја имаме стагфлацијата антепортас. Заради тоа јасно е дека мерките мора да бидат насочени кон поддршка на реалните инвестиции и тоа оние кои носат и влечат напред, односно обезбедуваат подинамичен економски раст. При поскапување на кредитите први на удар се оние со променливи каматни стапки. Банкарската асоциација и организацијата на потрошувачи претходно ги упатија граѓаните да си ги проверат кредитите дали им се со фиксна или варијабилна стапка. Потсетуваат дека одлуките околу поместувањето на каматните стапки нагоре ќе бидат различни од банка до банка и предупредуваат дека ќе се зголемат каматните стапки не само на кредитите и депозитите, туку и на кредитните картички и дозволени од минус. Девизните резерви засега се во сигурната зона. Од Народната банка велат дека по првичната голема потреба на бизнисите за девизи поради повисокиот увоз на поскапи енергенси, во текот на април и мај овие притисоци биле значително помали.